Прво јас се плашам дека овој договор, колку и да е избалансиран во смисол на тоа што Путин се извинам, Трамп вели секој мора малку да даде, малку да изгуби, се плашам дека нема да го види светлото на денот. Би сакал да грешам, се надевам дека грешам, меѓутоа и двете страни не се во состојба да прифатат. Русија сака многу повеќе од ова сега што го има, го поседува и Донбас не им врши работа, нив им треба кршење на целиот систем во Украина, промена на режимот ако сакате. Нив им треба проруска власт во Украина, а не непријателски расположена која што апсолутно има анимозитет кон Москва. Од друга страна, украинците не може да отстапат од тоа што го прават затоа што за овие 3,5 години изгубија стотици илјади луѓе. Имаат не знам колку милиони одселени, не знам колку мртви и осакатени, и во таа ситуација како Зеленски и неговото опкружување ќе му кажат на народот кој што го убедуваат дека може да ја победат Русија, знаете што, толку можевме, ајде сега ќе отстапуваме. Така што многу е тешко, јас се надевам дека Трамп има вистински јасови во раката и ќе ги извади во прав момент, но се плашам дека ова е уште еден јалов обид за мир, ќе ги има и понатаму, и мислам дека војната ќе продолжи на неодредено време.